Советот на градоначалници на Источнопланскиот регион вчера одржа седница во општина Карбенци. Градоначалниците на 11 општини од овој регион изразија задоволство од работата на Центарот за развој на Источниот плански регион во текот на минатата година, а тоа се гледа и во извештаите за работа и аплицираните и реализираните проекти преку Бирото за рамномерен регионален развој и програмата за меѓугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Председателот на Советот на градоначалници Радко Димитровски истакна дека минатата година добиени и реализирани се неколку капитални проекти за развој на регионот. Тој додаде дека на седницата укажано им е на помалите општини да си ја платат чланарината, односно партиципацијата кон Центарот за развој на Источниот плански регион. Еден од предусловите за аплицирање на секоја општина преку Источниот плански регион и очекуваме дека ќе наидеме на разбирање бидејќи се работи за символични средства кои што овие посиромашните општини кои што не може да ги измират и помалите општини кои што не може да ги измират ќе изнадат начин за да не биде пречка самата чланарина, односно самата партиципација во Источниот плански регион да не можат да аплицираат до некои од програмите кои што ги имаме во поголем број. Раководителката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион Драгица Здравева истакнува дека за минатата година поголем дел од општините си ги подмириле обврските за чланарина. До сега се платени 1.300.000 денари, остануваат да се исплатат уште околу 600.000 денари. Дел од општините во целост го имаат измирено својот долг, своите обврски, тоа се општина Штип, општина Кочани, општина Македонска Каменица, општина Зрновци и општина Карбинци. Имам општини кои што го имаат измирено долгот само за првото полугодие од годината. Овде влегува општина Берово, имаме општина Пехчево и општина Чешиново Облешево. Не, општина Чешиново Облешево нема платено ништо. Исте случајот и со општина Пробиштип, кои што за 2015 немаат алоцирано средства во Центарот. Инаку во извештајниот период за минатата година се истакнува дека во Источниот плански регион е направен еден исчекор во делот на заживување на Источнопланскиот регион, заради тоа што се успеа да се наметне пред Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии да го зголемат износот кој што следува за рамномерен регионален развој преку Бирото за регионален развој.